Ниту една партија во текот на вчерашниот ден не поднесе барање за одржување на собраниска седница за да се распишат локалните избори. 6 март беше последниот рок тоа да се стори за да се запази минимумот од 70 дена, колку што треба да поминат од денот на распишување до нивното одржување. Со оглед на тоа дека не започна процедурата за распишување на локалните избори, се поставува прашањето дали изборниот законник ќе претрпи измени или пак локалните избори ќе мора да бидат одложени. Изборниот законник по однос локалните избори е прецизен и јасен и вели дека тие мора да се одржат во првата половина на мај без да биде назначен точен датум. Изборите за членови на совети за градоначелник се одржуваат секоја четврта година, истовремено во сите општини во првата половина во месец мај. Стои во членот 16 став 1 од изборниот законник. Аналитичарите велат дека покрај измените во изборниот законник и законот за локална самоуправа ќе треба да претрпи измени, а ќе мора и да се продолжи мандатот на актуелните градоначалници и совети на општините, бидејќи тие по завршување на законскиот рок не смеат да извршуваат својата функција. На градоначалниците избрани во првиот круг од минатите избори, мандатот им истекува на 22 март. Иако по сила на изборниот законник председателот на собранието е тој кој ги распишува локалните избори, сепак ако наскоро не се конституира собранието, коментарите се дека еден од можните начини за решавање на ваквата ситуација е по сила на изборниот законник мандатот на градоначалниците и советниците да биде продолжен. Уставот дозволува собранието со двотретинско мнозинство да изврши измени во изборниот законник и локалните избори да се одложат. Локалната самоуправа се уредува со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците, кои не се мнозинство во Република Македонија. Законите за локално финансирање, локални избори, општинските граници и за градот Скопје се донесуваат со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците, кои не се мнозинство во Република Македонија. Стои во амандманот 16 од Уставот. Од Државната изборна комисија велат дека кај нив не е пристигнат акт подпишан од председател на собранието, па според тоа комисијата не може да постапи, односно да изготви роковник за изборни дејствија. По добивањето на таков акт Државната изборна комисија ќе изготви роковник за изборни дејства, за да почне да се спроведуваат изборите, велат од ДИК.